70-годишниот Симеон Николов е најхуманиот жител на општина Струмица. Досега својата крв ја има дарувано 160 пати. Се уште сака да дарува, бидејќи како што вели, така се чувствува млад, но и горд што помага на други лица. Имам 70 и още молам ги во болницата лекарите да ми земат крв, да дадат на некој да му треба, да спасам човечки живот. Без разлика на националност, на верски потекло. Поттикнување на крводарителството и понатамо ќе биде главна цел на Црвениот крст на Македонија, кажа од ова организација на форумот за доброволно крводарителство што се одржува во Струмица. Потребите за крв се секојдневни. Црвениот крст на Македонија секојдневно присутен на терен, секојдневно има активности. Можеме да кажеме 365 дена, 365 активности, во кои што со помошта на 18.000 крводарители ги остваруваме оние потребни 55.000 крвни единици на годишно ниво. Овој форум ќе ни овозможи да можеме да ги согледаме во дискусија сите оние бенефиции кои што се досега. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека до година не само што ќе бидат зголемени средствата за Црвениот крст на Македонија, туку и бенефитите за крводарителите. Ние оваа година буџетот значајно го зголемивме од 15 на 25 милиони денари, заради тоа што сметаме дека ова многу значаен сегмент кој што значајно влие на квалитетот на услугите на крводарителството, на контрола на крвта, на прибирањето на крвта. Целата оваа програма ја реализираме заедно со Црвениот крст, кој што ни помага во организирањето на крводарителските акции, меѓутоа и на некои други сегменти во однос на подигањето на јавната свест, понатаму организирање на контролни превентивни прегледи за време на високи и ниски температури, така да е назначена соработка. Најголем проблем за Црвениот крст на Македонија се човечките ресурси. Има околу 200 вработени, но со околу 3000 волонтери ги реализира годишните планирани активности.